Здраво, јас сум Сонја и денеска ќе ви ги објаснам сите потребни чекори за поднесување на едукативна игровна активност на отворениот повик за рандетски развој. Најпрво треба да ја внесете адресата eduino.gov.mk и ќе ви се отвори порталот Eduino. Од тука влегувате во полето платформи каде што избирате Eduino рандетски развој. Откако ќе влезете на порталот на Eduino, ќе ви се отворат повеќе полиња каде што можете да добиете многу корисни информации за целата платформа, но најважно од се е сега да се најавиме за да можеме и понатамо да поднесуваме одредени едукативни игровни активности. Кликате на копчето најава и ви се отварат одредени полиња. Но, за да се најавите, вие најпрво треба да се регистрирате. Кликате на полето обележено со сина боја, регистрирај се. И тука ќе ви се отвори една форма за регистрација на корисници. Ќе ви се отворат повеќе полиња. Односно, основни информации за вас имате име, презиме, имейл адреса, работна позиција, институција од која доаѓате, општина и имате неколку полиња кои се обележени со црвена боја, тоа значи дека и тие истите се задолжителни. Сега, на крајот на оваа форма, постојат и две согласности дека со испраќање на оваа форма изразувате интерес за членување на платформата и дека сте информирани дека вашите податоци ќе бидат обработени од страна на овластено лице. Многу е важно да знаете дека постои одредено време за одобрување и тоа ќе биде помалку од една недела за да може нашиот администратор да ви испрати и лозинка. Откако ќе се најавите, треба да го ставите вашето корисничко име или имейл адреса во првото празно поле. Јас сега ќе го користам Тест Едукатор 1 и можам веќе да се најавам на платформата. Откако ќе се најавите на вашиот профил, одите во третото поле или додади активност. Тука се отварат одредени информации за самата платформа и кога ќе одите надолу, веќе доаѓате до моментот на внесување на едукативна игровна активност. Пред внесување на играта потребно е да обрнете внимание на овие три жолти полиња кои се дадени, односно одредените насоки и примери за пополнување на формуларот и додавање на едукативна активности и совети за авторски права кои подоцна ќе ви ги објасни. Кога ќе го отворите првото поле за насоки, веднаш ќе добиете информација како правилно треба да се пополни еден шаблон, односно како да додадете една едукативна игровна активност. Според овие насоки, објаснето е секој чекор, еден по еден, како успешно да ја пополните формата. Почнуваме од број 1. Наслов на активноста. За наслов на активноста, еве ќе се вратиме и на првичниот формулар, каде што ви е дадено првото поле, ќе забележите и дека има црвена звездичка, значи ова поле ви е задолжително. Треба да внесете еден креативен наслов на играта, односно тој да биде секако поврзан со онаа игра која вие ќе ја реализирате со децата од градинка или со учениците во училиште. Откако ќе го смислите тој креативен наслов, вие ќе видите и во овие насоки има дадени неколку примери, односно доколку се обработува темата сообраќај, можете да ја именувате активноста и како веселиот семафор и така натака. Откако ќе го дадете насловот, треба да се напише едно кратко сиже за активноста, односно ова сиже треба да ја даде суштината на активноста за да може секој што ќе сака понатамо да ја игра оваа активност да знае за што се работи. Сега, имаме едно ограничување, односно ограничувањето е 200 карактери или 200 знаци, за да може да биде јасно и концизно опишано за што се работи во самата активност. Во полето број 3 наведуваме кои се учесници во играта, понудени се 3 категории, односно воспитувач, наставник или родител или старател, и вие треба да одберете едно од полињата, односно за кого е наменета оваа едукативна игровна активност. Четвртото поле ни е развојниот период на кого се однесува игровната активност. Овде имаме понудено повеќе опции за возраст на деца од 3 до 10 годишна возраст. Исто така, во ова поле, бидејќи се дадени повеќе опции, може нашата игровна активност која сакаме
да ја прикачиме се однесува на деца од повеќе развојни периоди, например можеби една игровна активност во градинка да биде наменета за деца од 3 до 6 години. Во тој случај кликнуваме едното поле, пример од 3 до 4 години, стискаме CTRL кој се наоѓа на левата страна на тастатурата и го стискаме и полето од 4 до 6 години. Откако ќе го направиме тоа, значи дека играта ја наменуваме за деца од 3 до 6 години. Исто така може да се случи и за друг развоен период. Под број 5 ни е полето за програмските подрачја. Ова се однесува на аспектите на развој во градинките и на наставните предмети во оделенската настава. Тука ви се дадени сите тие кои вие треба да одберете, од кои вие треба да одберете една опција, односно од кој аспект или од кој наставен предмет ја избирате игровната активност. Откако ќе забележите од кое програмско подрачје ја поднесувате вашата активност, во следното поле го додавате и подаспектот на развој за истата активност. Откако ќе завршиме со полето подаспект на развој, одиме на полето форми на работа. Тука ни се дадени повеќе опции, имаме заедничка, групна, индивидуална или работа во парови. На истиот начин може да се избера и една или повеќе од една опции со притискање на едно поле, CTRL и друго поле. Од десна страна ви се наоѓа полето за простор или за локација, каде што се понудени исто така повеќе опции, а вие можете да изберете каде и на која локација ќе ја изведете или реализирате оваа активност. Потоа одиме на полето време за подготовка. Тука во ова поле внесуваме колку минути ни се потребни, значи ќе внимавате да не внесувате час, туку колку минути се потребни за да ја подготвиме оваа активност, а истото се однесува и за следното или 11-тото поле, времето за реализација. Доколку, да речеме, имаме време на реализација 1 час, нема да напишете 1 час, туку во тоа поле ќе напишете 60 минути. Во полето јазик на активноста имате две опции, треба да наведете на кој јазик е активноста која ја поднесувате, имате опција да одберете на македонски јазик или опција да одберете на албански јазик. Во полето тип на игра дадени ни се две опции, имаме офлайн игра и онлайн игра. Онлайн играта се однесува на сите оние игри поврзани со компјутер, а офлайн игра се однесува на сите активности во домашни услови, во занималните и во училниците. Во полето цели потребно да ги внесете, да ја внесете секоја цел во посебна линија. За целите имате поддршка од програмата за рано учење и развој и од наставните програми за оделенска настава. Во полето очекувани резултати го пишувате резултатот кој треба да биде соодветен на поставената цел. Одиме понатаму, кликаме на внесете игровната активност и тука се дадени повеќе насоки за да можеме да го опишеме текот на активноста. Како прво, имаме претходна подготовка на активноста. Во овој дел се запишува кој, како и што се подготвува за потребите на оваа активност, пример кои материјали и средства ќе ги користиме за активноста. Во второто поле даваме инструкции, односно правила на играта кои треба да бидат јасно и концизно објаснети, за да може да се дадат насоки за модераторот и за сите учесници во играта. Ние даваме одредена препорака за внесување на инструкциите за активноста, односно во насоките да не се употребува прволице еднина. Се препорачува и најчесто се употребува пасивна форма на речениците или безлична форма. А потоа, во третото поле, се внесува и самата активност или текот на играта и се објаснува на кој начин е организирана и реализирана самата активност. Во следното поле се дадени карактерните вредности кои се поделени на неколку категории. Секоја категорија има повеќе опции на карактерни вредности кои можете да ги штиклирате и можете да изберете една или повеќе од нив. Во следното поле потребно е да ги запишете материјалите кои ќе ги користите за реализација на вашата едукативна игровна активност, пример ножици, лист, хартија, боички и така натака.
Во полињата за прилози можете да прикачите одредени фотографии доколку веќе сте реализирале самата активност или пак доколку имате некои прилози кои се однесуваат на одредени шеми, правила на игра за да може полесно да се реализира играта. Доколку прикачувате одреден прилог, потребно е да стиснете копчето Choose File. Тоа ќе ве однесе во базата во вашиот компјутер, каде што ќе изберете локацијата каде ви е вашата фотографија, шема или шаблон. Еве, например, ние ќе стиснеме тука на десктоп, ќе избереме одреден фолдер Flyer и ја избираме која слика сакаме да ја прикачиме. Не можете да прикачите две слики наеднаш, туку стискате на една слика, Open и веќе ви се прикачува самата слика. Доколку сакавте и втората слика да изберете, тогаш ја повторувате постапката Choose File и ја одбирате сликата, фотографијата под број 2. Секако, доколку ја изберете оваа опција, вашите фотографии или документи е потребно да ги имате зачувано во вашиот компјутер за да можете да ги прикачите. Во полето општи информации се отвара првото поле, односно приспособување на активноста за спроведување со ученици со посебни образовни потреби. Наша препорака е вашата игра да ја приспособите, односно да дадете и да наведете јасни насоки и препораки за тоа како може оваа активност да се спроведе со ученици и деца со посебни образовни потреби, односно да биде достапна за сите деца од 3 до 10 годишна возраст. Потоа следува полето за дополнителни коментари, односно доколку имате некоја препорака, сугестија во однос на платформата или во однос на играта која ви е поднесена, можете слободно да ги напишете и комисијата за верификација да ги разгледа. Потоа следува полето со автори. Гледате и сами дека има црвена ѕвезда, односно забележано е како задолжително поле. Доколку е еден автор, го наведувате името и презимето, но тука може и да биде тим на неколку автори, односно тоа се однесува на тим од 3 до 5 автори за една активност, а потоа можете да ги наведете сите оние колеги и соработници кои ви помогнале во развојот и реализацијата на вашата активност. Во следното поле треба да ги наведете, да го наведете името на менторот, педагогот или пак колегите со кои ја проверивте вашата активност која ја однесовте. Доколку имате направено видеоснимка од реализацијата на вашата активност, и таа можете да ја прикачите на формуларот, односно таа треба да е поставена како линк на YouTube, која треба да ја ископирате, или пак, еве ќе го земеме овој линк за пример, гледате на самиот екран, десен клик на маусот, копи, се враќате на самата форма и во делот кај видео прилог го стискате повторно десниот клик на маусот и стискате Paste. Веќе линкот е ископиран и ќе може да се прикачи како поддршка на вашата активност. За секоја игра потребно да имаме насловна слика. Сега ќе ви дадам еден пример како тоа изгледа на нашата платформа. Одиме во активности и како што можете да забележите, за секоја игра постои една насловна слика, која ја представува и самата игра. Како, например, овде имаме ликови очишиња и гледате дека во графиката се нацртани разновидни ликови очишиња. Потоа се враќаме назад, значи, доколку сакате, вие можете да направите една фотографија од самата игра или изработка која имате креирано со вашите деца и ученици и можете истата да ја поставите на начинот кој што ви беше објаснет претходно, како да превземете одреден документ од вашиот компјутер. Значи, Choose File, го кликаме тоа копче, одиме во фолдерот каде што ни е поставена таа слика, избираме и стискаме Open. Сега, понекогаш ако немаме фотографија, можете да направите и одредена скица, за да можеме ние врз основа на тоа да изработиме одредена графика. Доколку прикачувате одредена фотографија која треба да ја представува насловната слика на играта, потребно е да бидат сликите прикачени во 3 различни формати, односно со 3 различни димензии. Првата димензија е со поголема резолуција, односно 1920 на 1080. Втората димензија е со помали димензии, односно 683 на 253 и третата димензија за внесување на слика е 352 на 209.
На крајот на овој формулар постои поле за согласност за користење на вашите лични податоци кои ќе се процесираат и употребат за потребите и целите на нашиот колективен портал. Откако го поминавме делот за насоки, сега ќе ги погледнеме и примерите. Убаво е да ги видите и сите оние примери на добри практики на едукативни активности кои ќе ви помогнат и ќе ви инспирираат да прикачите што е можно повеќе игровни активности. И на крајот ни е последното поле, односно советите за авторските права. Многу е важно кога ќе ги пополнувате формуларите, кога ќе ја додавате активноста, да внимавате особено на прилозите, бидејќи некои фотографии кои сметате дека треба да бидат употребени, може би подлежат на одредени авторски права. Затоа ние ви нудиме одредени сајтови каде што може да превземете одредени фотографии, графики, илустрации кои ќе бидат поддршка за вашата игровна активност која ќе ја превземете. За да можете успешно да ја поднесете вашата активност, ве замолувам убаво да ги разгледате детално објаснетите насоки, примери и совети за авторски права кои ви се дадени во овие 3 жолти полиња. Ви благодарам на вниманието и очекуваме да ни испратите многу креативни, интересни, едукативни игри. Поздрав!